Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде во нашето ново издание, трето поред во новата година. Од 1. јануари започна на сила, стапи на сила новиот закон за одамничување на патничките моторни возила, уствари на сите моторни возила, па затоа во денешната емисија ќе обврнеме внимание на овој закон и затоа поканивме адекватен гостин. Но пред да го прочешламе законот и да ве запознаеме темелно што донесува и какви промени донесува тој, ве поканувам да ги видите најновите вести од светот на четирите тркала. Со свеченото отворање на новиот продажно-сервисен центар, Mida Grand Motors и официјално стана новиот овластен и единствен импортер на возила и резервни делови на Hyundai за Македонија. Со тоа, оваа компанија прераснува во сериозен играч на македонскиот автомобилски пазар со богата понуда на возила од еден од најмодерните објекти во нашата земја. Салонот и сервис центарот на Hyundai е сместен на улица Босна и Херцеговина до салонот на Ford и во него веќе се изложени најновите модели од палетата на корејската марка. Секако сите заинтересирани може да направат и тест возење на моделите што ги интересираат. Освен нови возила, Mida Grand Motors нуди и сервисирање на возилата во гарантниот период, но и за сите останати Hyundai возила во Македонија. Понудата на Mida Grand Motors ја комплетираат и користени возила од повеќе марки што се продаваат под балканскиот бренд Аутото. Сето ова зборува за сериозноста на настапот на Mida Grand Motors на пазарот и во пристапот во работењето со возила, посебно во понудата на квалитетен сервис и врвна услуга со цел клиентите да бидат задоволни. Додека автоиндустријата се уште ги сумира резултатите од минатата година, независните аналитичари веќе излегоа со првите топ листи на најпродавани возила. За почеток по марки, бидејќи податоците за нив најлесно се собираат. Тука нема некој изненадување. На врвото самена е Toyota со пласирани 8,7 милиони возила. Следи Volkswagen како марка, не како групација, со продажба на нешто поголема од 6,4 милиони. Разликите веќе зад нив се намалуваат, па така Ford, кој има продадено 4,7 милиони возила, е за само 100.000 подобар од Honda. Слично е и меѓу Nissan со 4,4 милиони и 600 пласирани од Hyundai, додека Chevrolet стигна до продажба од 3,8 милиони. Зад него е Kia со милион помалку, а топ 10 листата ја заокружуваат Mercedes и BMW со 2,5, односно 2,2 милиони продадени возила во 2019 година. Се растурали коалицијата Рено-Нисан. Односите меѓу нив дебело се нарушија откако првиот човек и на двете компании и на нивната алијанса, Карлос Гон, заврши зад решетки во Јапонија. Сепак, откако тој на мистериозен начин избега од земјата на изгре сонцето, се чини чашата се прелеа. Меѓусебните обвинувања на релација Париз-Токио се во тоа што јапонците сметаат дека француските власти сакаат да го заштитат Гон од големите казни кои му се закануваат. Тој имено има француски, бразилски и либански пасоши кои ги има искористено во приватен авион сосема легално да пристигне во Бејрут, од каде му се корените. И тоа токму во вилата на која Нисан му ја купи, за што потроши 15 милиони долари. Случајно или не, Либан и Јапонија немаат договор за екстрадиција. Јасно, французите демантираат дека спречуваат правдата да го стигне ненадминливиот автомобилски менаџер. Како и да е, и двете компании веќе некое време се подготвуваат на животот без малиот Наполеон, како го викаат, а новонастанатата ситуација само ги забриза кризните планови.
а токму една од опциите во нив е разводот меѓу Nissan и Renault, до кој може да дојде ако не се успее да се најде човек кој со своето лидерство и идеи ќе ги обединува како што тоа го правеше Гон. Наводно јапонците веќе имале разработено сценарио за самостојно раководење на компанијата, кое вклучува и засебен развој и производство. Со него биле истражени сопствените инженерски и производствени капацитети со цел независен опстанок на пазарот. Според информациите, најголемото незадоволство од заедничкото делување доаѓа од цената на акциите, кои од апсењето на Гон досега загубија 35% од вредноста. Се разбира, од Nissan веднаш демантираа дека може да дојде до распад на алијансата со Renault, но не и дека двете компании си поставиле рок до крајот на оваа 2020 година да ги ускладат плановите со можностите за идната соработка. Ако сепак се случи да се раздвојат, тогаш и едните и другите ќе мора да бараат нови долгорочни партнери. Од зборови, Volkswagen премина на дела и ги поддржат своите електрични планови со намера за купување на акции од кинескиот производител на батерии Guanghan High-Tech. Желбите на германците се да станат 20% сопственици на оваа компанија, што ќе ги чини околу половина милиарда евра. Со тоа, тие ќе си обезбедат силна база за обезбедување на батерии за своите возила. Планот на марката е до 2025 да пласираат 1,5 милион електрични автомобили, од кои 2/3 се произведени за Европа. Првиот бран ќе стигне годинава со почетокот на продажбата на ID3, пошто ќе следи компактен кросовер, најверојатно со ознака ID4. Ќе биде базиран на концептот ID Cross, кој се појави во 2017 со електричниот комби ID Buzz. Треба да се спомене и дека при крајот на минатата година Volkswagen го испорача 250.000 од примерок на електричниот Golf. Инаку, групата лани забележа вкупна продажба од 10.975.000 возила од сите марки, со кои ќе се обиде да ја задржи круната на најголем светски производител. Volkswagen групата располага со 122 производствени погони во 31 земја, од кои 20 се во Европа. Има околу 665.000 вработени и нејзините возила се продаваат во 153 држави. Quiz, query, try, spy, take cover, go for a swim, go on a whim, go outside in, and inside out. Look once, look twice. Follow a compass, not a clock. Never stop discovering. Спремен си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш својата кола да одам по нив? Окей. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1,2 PureTech мотор со 110 конски сили. Сега во понуда за 15.990 евра. Комбинацијата бизнес и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака.
Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Корола. Новата Корола седан од 16.990 евра. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Иако се мислеше дека се надуени како балон од сапуница, акциите на Тесла продолжија да поскапуваат. Нивната цена минатата 2019 година скоро двојно порасна, зголемувајќи ја вредноста на компанијата на преку 90 милиарди долари, што е повеќе отколку General Motors и Ford заедно. Тоа што овие две компании произведуваат милиони возила, а Тесла само околу 365.000 годишно, нема никакво значение. Според берзанските аналитичари, побитни се процентите на пораст и можните потенцијали за воиднина. А тие навистина му одат од рака на Илон Маск, кој поседува околу 22% од Тесла. Неговата компанија лани добро помина со производството на Model 3, а започна со работа и фабриката во Кина. Плюс на тоа стартува и активностите за изградба на првата европска гигафабрика, од која од идното лето ќе излегуваат по 500.000 возила годишно. Сликата малку ја помати представувањето на пикапот Cybertruck, кога берзата реагираше со пад на вредноста на акциите за 7%. Но тоа беше само привремено, бидејќи за неколку дена Маск собра 200.000 резервации за него. Тогаш акциите на Тесла се тргуваа за $330, а сега нивната вредност надминува $500. Инаку, највредната автомобилска компанија во светот е Toyota, чија пазарна капитализација изнесува $200 милиарди. Новитетите од автомобилските производители допрва ќе бидат актуелни на автомобилските меридијани. Но кај нас од пред 20 на дена на сила е новиот закон за даночење на патнички моторни возила. Повод доволен да го поканиме господинот Анастас Маженковски, кој е помошник на директор на Царинската управа во оделот за акцизи, но исто така и беше активен во донесувањето и креирањето на законот за даночење на патнички моторни возила. Срдечно добре дојде во Автомагазин и првото прашање се наметнува само по себе. Што позитивно ќе донесе овој закон за граѓаните на Македонија? Благодарам, Мичко. Поздрав до гледачите на вашата емисија. Новиот закон за даночење на моторни возила е резултат на повеќе месечна работа на работна група, составена од представници Царинската управа и Министерството за финансии, кој како резултат на промена на стариот закон за акцизи донесува нов закон за даночење на возила, кој што стапи на сила од 1 јануари оваа година. Новитетите во новиот закон генерално се однесуваат во поточно дефинирање на предмет на оданочување. Претходниот закон само ги опфаќаше патничките возила, новиот закон опфаќа и уште една палета на возила, тоа се дел од мотоциклите кои што се над 50 сантиметри купни зафатнина, дел од товарните возила, пикап возила и се разбира целата гама на патнички возила. Од новиот закон што е донесен има две компоненти. Една е финансиска, другата е еколошка. Ве молам малку да ги појасниме овие две компоненти. Така е. Значи, ако го погледнеме стариот закон за акцизи, тој имаше една единствена компонента, таа беше даночење, односно наплаќање на акциза спрема вредноста на возилото. Тоа што се направи во овој закон е еден значителен исчекор напред, така да покрај вредностната компонента, која што нормално е рекомпонирана во новиот закон, имаме една компонента која што е многу битна, таа е еколошката компонента. Еколошката компонента е воведена во насока да го
регулира делот на возила кои што се увезуваат, кои што не се многу еколошки, значи возила кои што малку повеќе загадуваат од она што треба да загадуваат. А ги имаме многу на нашите улици. А ги имаме навистина многу во овој сегмент и е значителна алатка во борба против загадувањето на воздухот. Но ова е навистина нов закон кој што досега не е донесе во нашата држава и кој што го воведува тој сегмент на еколошка компонента во данечувањето на возилата. Значи не е она само прибирањето на буџетски средства, туку и рекомпонирање на делот на увоз на моторни возила. Што се однесува до еколошката компонента досега од со минатиот закон, хибридните возила беа ослободени од акциза. Сега со новиот закон за даночење има 50% ослободување на хибридните возила кои се од типот плагин, додека останатите хибриди се според мене обесправени и ставени во група каде што нема никакви субвенции. Зошто е тоа така направено? Вака, значи стариот закон за акцизи го опфаќаше возила, односно ги ослободуваше возилата од плаќање на акциза кои што беа електрични. Тоа го прави новиот закон, значи комплетно сите електрични возила кои што се на погон само на електричен погон се ослободени од сите давачки. Исто така, истото правило е задржано кај хибридните возила кои се плагин хибриди. Тоа се возила кои што се приклучуваат на електрична мрежа и се полнат. Политиката која што е донесена во овој период сметаше дека треба да бидат само овие возила оданочени. Се разбира, како и секој закон, неговата примена и резултатите ќе ги погледнеме после известен период од 6 година месец, така да ќе се види дали таа мерка е добра или ќе треба да се прават одредени корекции. Доколку мене ме прашувате, ја мислам дека треба да се направи итна корекција, бидејќи имаме два типа хибриди, умерени хибриди кои не треба да бидат повластени, но според мене сите оние хибриди кои можат автономно на струја да се движат одредена дистанца, треба да бидат ослободени од екстра давачки. Така е, во делот на хибридните возила, освен плагин хибридите кои што се јасно и распознатливи во делот на нивното полнење, во делот на другите хибридни возила постои една широка палета на хибридни возила. Името хибрид се користи за многу возила. Така. Не секогаш сите значат на вистина она што треба да се постигне со законот. Да кажем, умерените хибриди чиј систем не може да го движи автомобилот, туку се користи за акумулирање на енергија за одредени електронски склопови да користат. Целта на законот е токму таа да фактички се придонесе кон еколошка компонента. Значи хибридни возила кои што имаат еколошка компонента, вградени во себе, кои што ќе можат самостално да се движат на својот погон, тогаш тие може да се разгледаат. Ќе видиме да профункционира законот. Законот има и други моменти кои што треба да ги даде во пракса, па ќе ги разгледаме сите позитивни работи. Најлошо е кога еден закон ќе се остави долго време, да не се промени, тоа е многу лоша работа. Тоа се случи и со претходниот закон за акцизи, кој што го остави долг период, 10 години, може би повеќе, законот не променет и предизвика одредени состојби кои што се несоодветни за нашиот пазар. Господине Мажинковски, можам комотно да кажам дека сте еден од најстарите вработени во царина, кои ја познаваат многу добро проблематиката на возилата, бидејќи јас знам дека сте скоро 30 години на таа проблематика работите. Просечната старост на македонскиот возен парк е 18 години. 18 години беше и староста кога вие почнавте да работите во царина. Дали овој закон ќе допринесе да се намали просечната старост на возила во нашиот возен парк? Така е, Мишко, токму така како што кажа. Со тоа што малце бевме постари кога почнавме да работиме, тоа беше далечната 92 година. Во секој случај, тоа е и целта. Значи, целта е на законот да го обновиме возниот парк. Обновувајќи го возниот парк, тоа значи дека ќе намалиме загаденоста која што предизвикуваат возилата. Возниот парк кој што во моментот, како што кажавте, 18 години, е навистина доста стар
и обновувањето може да се врши само доколку влегува, како се вика, свежа крв, значи влегуваат нови моторни возила на пазарот во државата. Ние мора на некој среден рок од неколку години да го сето тоа покажеме во пракса. Затоа го одбравме делот на овој закон преку еколошката компонента да влијае на рекомпонирање на возниот парк во нашата држава. Никоја држава не сака да има стар возен парк, кој што предизвикува многу трошоци за одржување од страна на граѓаните, трошоци за потрошувачка на гориво, резервни делови и така натаму. Народот треба да вози поеколошки возила и во тој дел треба и да се движиме. Се разбира, куповната моќ на граѓаните една од главните компоненти беше кога се дизајнираше и законот, така да ако го погледнете има период на зголемување на одредени делови од еколошката компонента со цел да се и пазарот и луѓето прилагодат кон сите овие промени. Не се одеше на нагли промени, не се оглеше на големи износи, се до тоа се остави во период од неколку години да се прилагоди. Што ќе се случи со увозот на старите автомобили? Бидејќи иако е либерализиран досега, тој увоз не донесе никакви позитивни работи. Така е, за жал во Дали последните ќе има години... пеналење на одредени возила, односно казнување поради емисијата на CO2 или нема? Дали ќе понатаму овој закон ќе овозможи стимул за увоз на стари возила или напротив? Ќе ги деморализира граѓаните да купуваат стари возила и ќе ги натера на некој начин да размислуваат на нови? Така е, значи законот е конципиран да она компонента вредност. Значи, генерално пресметката во делот на данокот на моторни возила се состои од две компоненти. Она што ја спомнавме, еколошката, која што треба да влијае на рекомпонирање на паркот возен, и вториот дел е вредностната. За појаснување на вашите слушатели, од до 10.000 евра постои само една компонента во делот на законот, тоа е еколошката компонента. Најголем број од возила кои се увезуваат во нашата држава спаѓаат во оваа категорија и граѓаните треба да знаат дека фактички тука имаме даночење само по делот на тоа кое возило колку загадува. Значи, генерално она возило што малце загадува, тоа ќе плати помал данок. Тоа е стимул да луѓето набавуваат возила кои што помалку загадуваат. Не е спречена потребата ако некој сака да набави постаро возило, меѓутоа ќе треба да има предвид дека постарите возила загадуваат многу повеќе и во тој дел тие и поголем данок ќе платат. Не се одеше на рестриктивни мерки во делот на забрана, се разбира, се одеше во делот на дестимулирање на набавка на нееколошки возила. Нееколошки возила се возила над 15 години старост, кои што имаат висок процент на емисија на CO2 и тие како предуслов за чист воздух не се, како да кажам, потребни во делот да се користат во употреба. Не само од аспект на загадување, туку и од аспект на нивно сервисирање, одржување и така натаму, бидејќи граѓаните се изложени за стари возила да издвојуваат повеќе средства за нивно одржување. Јас ви благодарам на времето што го одвоивте за нашите гледачи и што го елабориравте на некоја рака законот, новиот закон. Се надевам дека позитивните одредби од него ќе имаат позитивен импакт на пазарот и на зголемување на продажбата на нови патнички моторни возила. Доколку има некои измени, ќе бидеме слободни да ве поканиме повторно. Така е. Ние ќе бидеме во тек. Целта е граѓаните да ги знаат новините во тој дел и да се движиме малце кон почист воздух. Се надевам дека позитивностите ќе ги надвладеат негативностите, а негативностите од овој закон ќе се нивелираат и ќе станат онакви какви што ги очекуваме. Ние продолжуваме понатаму со Автомагазин. Toyota има интересен концепт на правење на урбана средина. Па погледнете што значи тоа.
Настапот на Toyota на сајмот за потрошувачка електроника CES во Лас Вегас беше како што никој не го очекуваше. Имаше автомобили и роботи, но најголемата новост беше презентацијата на градот на иднината, што јапонската компанија сака да го изгради. Наречен е Woven City и ќе се простира на 70 хектари во подножјето на планината Фуџи. Замислен е како заокружен екосистем кој енергијата ќе ја добива од водородни келии. Ќе преовладуваат автоматизацијата, роботиката и воопшто вештачката интелигенција. Градот го осмисли данскиот архитект Бjarke Ingels, кој е воодушевен од идејата за целосно поврзана заедница без штетни емисии. Дури и материјалите за зградите ќе бидат еколошки и ќе се базираат на дрво, а покривите ќе добијат соларни панели. Предвидени се 3 типа сообраќајници. Едни ќе бидат резервирани само за пешаци, други за пешаци и автономни транспортни средства, а на третите ќе може да се движат класичните автомобили. Стартот на изградбата е планиран за идната година, а кога ќе биде завршен и колку ќе чини не се знае. Во него ќе живеат истражувачи на Toyota и нивните семејства кои новите технологии ќе ги тестираат во своите домови. На почетокот ќе вселат околу 2000 луѓе кои ќе ги пречекаат куќни роботи и посебни сензори кои ќе го нагледуваат нивното здравје. Toyota наведе дека е отворена за партнерство со други компании кои сакаат да го користат овој проект како основа за тестирање на нови технологии. На гламурозната промоција пред повеќе од 3000 гости, меѓу кои и председателот Реџеп Тајип Ердоган, беше покажан првиот турски автомобил. Електричен секако, тој ќе доаѓа во 2 каросериски верзии како седан и кросовер од сегментот C. Дизајниран е од Пининфарина, а производен на конзорциумот ТОГ, настанат како заедничко вложување на 5 турски компании. Ке се произведува во Бурса, а првите возила се очекуваат во 2022 година. На располагање ќе бидат со погон само на задните или на сите 4 тркала. Првата изведба ќе има 200, а втората 400 конски сили, додека автономијата ќе им изнесува 300, односно 500 километри. Цената не е позната, а плановите за продажба досегаат до 175.000 возила годишно. Во овој проект 5 компании и државата ќе вложат околу 3,7 милиарди долари. Турција досега имаше еден неуспешен обид за креирање сопствена марка автомобили во 60-тите години на минатиот век. Матадорот Карлос Сајнц по трет пат едно по друго го освои Дакар, овој пат со мини. 42-то издание на најтешкото рели на планетава годинава се возеше во Саудиска Арабија и имаше 12 етапи во должина од 7.500 километри. Зад него завршија Насер Ал Атија со Toyota и Стефан Петер Хансел исто така со мини. Во категоријата на моторциклисти победи американецот Рики Брабек со Honda пред Пабло Кантанила со Husqvarna и Тоби Прајс со KTM. Меѓу камионите доминираше рускиот КАМАЗ, чиј екипаж предводен од Андреј Каргинов беше најуспешен. Во категоријата на 4 цикли пак победи двојниот шампион чилеанецот Игнацио Касале. За жал, Дакар и годинава продолжи да ја нижи црната статистика со загинување на 40 годишниот моторциклист Пауло Гонкавлес. И тука е крајот на денешното издание на Автомагазин. Ви благодарам на вниманието и следната средба е за 7 дена во истото време и на истата фреквенција. До гледање.